Сега пред да уживаме во македонските села, Верче Блажевска ни носи една тема колку работи стојат заборавени во фиоки, плакари или пак во подруми, стари апарати што не ги користиме, облека што одамна не ја носиме. Наместо да завршат на отпад, може да добијат и нов живот. Како и што во продолжение ни информира токму Верица Блажевска од вклучувањето во живо. Верче, добро утро, ке најавиме една акција, ке ја наречам екоакција со организатори од еколошкото здружение Екосвест, за кој практично ќе запознаеме и ќе дознаеме многу повеќе за придобивките од рециклирањето и реупотребата на оно што можеби на некому не му треба. Да, Иван, ти благодарам. Добро утро повтор пат тебе и сите кои ја следат утринската програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија. Ќе зборуваме за една навистина многу интересна тема. Како што каже и ти, сите сме свесни колку нешта чуваме по дома, од сентименталност понекогаш не сакаме да се одделиме од нешто, а свесни сме дека повеќе нема да го користиме. Сите оние кои што имаат нешта, како што кажав, предмети, облека, која што сепак е зачувана, која што сепак не е стара и е употреблива, можат да најдат решение, а можеби и тие ќе си најдат за возврат нешто друго. За каква трампа станува збор, односно екотрампа, се извинувам, ќе ни каже Искра Маноиловска од Екосвест. Ние бевме сведоци за првата, а ова е втора поред која ќе се случува. Зошто, како помина првата, зошто се случува повторно уште една екотрампа и што се треба да знаеме, ќе ни каже Искра. Искра, добро утро и добри дојде во Ја сакам Македонија. Добро утро, Вирче, добро утро до студиото на Ја сакам Македонија, добро утро до сите гледачи на Сител телевизија. И ви благодарам што секогаш сте тука да ја проследите работата на Екосвест, па така и овој пат повторно сме тука да зборуваме за новата екотрампа која што ја организираме по втор пат. Минатата година се одржа првата екотрампа која што помина одлично, па затоа одлучивме дека треба да организираме нова екотрампа. Таа ќе се случи оваа сабота на 14 февруари во Бистро Комедија. Тоа е популарна локација која што се наоѓа во непосредна близина на театар Комедија. Тоа е всушност бистрото кое што се наоѓа во рамки на самиот театар. Мислам дека е локација која што е доста популарна и која што ќе биде лесна за се пронајде и ќе биде оваа сабота во 12 часот едно вистинско собиралиште на сите луѓе кои што сакаат да направат нешто добро за животната средина и за себе си. Што точно значи таа екотрампа, на кој начин ќе се организира, што е она што може да донесеме, што е она што за возврат може и да си понесеме? Екотрампата представува еден настан на размена. Ние народски ја нарековме натиго дајминго, затоа што буквално действието кое што се случува на таа екотрампа на настанот е еден вид на натиго дајминго. Нешто носиш свое од дома и го разменува со нешто што некој друг го донал. Правилата на настанот се многу едноставни. Добро дојдени се сите кои што сакаат да учествуваат, сите граѓани. Потребно е само да донесат максимум до предмети. Значи, тоа е максималната бројка. Може да донесат и само еден или два предмети, меѓутоа не треба да донесат повеќе од 5 предмети. Она што може да го донесат може да биде парче гардероба, некоја блузичка, џемпер, фустан, чевли, јакни, може да донесат предмети од домаќинството, може да донесат некој украс, може да донесат некоја вазна, може да донесат нешто што е ситен куински апарат, да речеме еспресо машина е добра дојдена, доколку некој сака да донесе. Така, може, не знам, некој фен кој што е се уште функционален или пегло, значи да бидат тоа мали електрични уреди кои што се лесни за транспортирање логистички, да не биде тоа некоја термопечка или нешто што е крупно како шпорот, па не е логистички изводливо да да е туку така разминато. Важно е сите предмети кои што ќе бидат донесени на екотрампата на самиот влез во локалот, сите кои што ќе ги донесат предметите ќе треба да ги остават на еден вид на рецепција, каде што ќе добијат купони за секој од донесените предмети. И тие купони служат како еден вид на ваучери за да можат да изберат учесниците нешто од она што другите го донала. Сакам да напоменам дека е важно сите предмети и парчиња гардероба кои што ќе бидат донесени да бидат во добра и пристојна варијанта. Значи, доколку станува збор за облека, да не биде искината, да не биде премногу оштетена, да биде чиста и испрана, дури ако е носена, да биде чиста и испрана. Значи, да биде во состојба во која што би ја подарила и на пријател.
да не биде тоа нешто што сакаме да го фрлиме. Доколку станува збор за куински уреди, да бидат тоа уреди кои што се функционални и кои што не може да предизвикаат опасност, кои што се уште може да се употребуваат, бидејќи идејата за екотрампата е да го намалиме отпадот кој што ние луѓето премногу го создаваме, дури не сме ни свесни колку многу, бидејќи она што за нас може би представува отпад и би го фрлила во ѓубре, за некого може да биде вистинско богатство. Тоа на сите ни се случува, да нешто што го имаме дома со години, тоа ми се случи на минатата екотрампа, имав неколку джемпери кои што ми стоја во плакарот може би 5-6 години од пред короната, кој што ги имав купено и облечено еднаш или два пати, едноставно сваќам дека сум ја утнала бојата или не се доживувам, не се чувствувам убаво во тие лишта. Од немукаат, ниту сум знаела што да правам со нив, едноставно се стоела во плакарот, си реков, ова е моментот, сега за оваа екотрампа ќе усрекам некога, а при тоа јас ќе си го ослободам просторот во домот. Многу се израдував што веднаш што беа поставени моите работи на пултовите кои што се делат настанот, веднаш имаше девојчиња кои што се ги избра и се ги зема и толку се израдував, што тоа што за мене веројатно ќе завршеше во ѓубре, за некого е среќа и се надевам дека ќе им донесат среќа на тие што се ги избра. Со оглед дека по втор пат организирате, претпоставам дека првата помина успешно, од она што и можев да го видам на самата екотрампа. Како воопшто помина, откако заврши екотрампата, колку бевте задоволни, каква беше реакцијата воопшто на сите оние кои што дојдоа, што се зборуваше после екотрампата? Така, првата екотрампа помина одлично. Ние пред да го организираме настанот, бидејќи ова беше првиот настан од ваков тип кој што Екосвест го организира, бевме малку во неизвестност и не знаевме точно што да очекуваме, бидејќи ова е практика која што мојата колешка Милјана Богдановска од Екосвест, таа е еколошки правник, во минатото има работено во Хрватска, во тамошната невладина организација Сунце, и од таму ја преземавме оваа практика, бидејќи таа имаше искуство со хрватските екотрампи и настани на размена. Меѓутоа таму културата сепак е поразлична од македонската. Не знаевме како овој настан ќе биде прифатен од македонската публика, меѓутоа бевме презадоволни. Благодарам за присуството и самата имаше можност да видиш како помина настанот. Дојда многу убави луѓе, многу градски луѓе, што навистина ни беше чест и гордост, и се надевам дека оваа сабота ќе има и уште поголем број на луѓе, затоа и на нова локација нели го организираме настанот, овој пат во Бистро Комедија, кај што има поголем капацитет за да собере повеќе луѓе и повеќе предмети за самиот настан на размена. Имаше луѓе кои што реагираа дека си поминале уште подобро од колку што очекувале, бидејќи сите нели кога првпат прават нешто, влегуваат со доза на страф или можеби предрасуди, било да се позитивни или негативни тие предрасуди, меѓутоа сите се заминаа со насмевка и сите прашаа кога повторно ќе има екотрампа. Одлично. Искрено ти благодарам за разговорот и сигурна сум дека и оваа екотрампа, оваа сабота ќе помине одлично. Во сабота на 14 од 12 часот може да најдете 5 предмети низ домот, облека, како што кажавме, нешто што е се уште здраво, што може да се користи, што можеби вам не ви треба, меѓутоа некому ќе му се најде, да ги земете, да ги однесете во Бистро Комедија и на некој начин да направите размена, вие да си направите, да си најдете нешто за вас и да си однесете дома кој што вас ќе ви користи. Морам да признам благородна акција на Екосвест. Верче, благодарност до тебе и до твојата соговорничка што ни обзнанивте и ќе планираме или барем нашите гледачи кои сакаат нешто што не употребуваат да го обноват, ќе има таа можност ова сабота.